Мислиш дека го познаваш. Ги знаеш сите негови патеки, рекички, чешми и борови. Но при секоја друга посета како да чувствуваш дека влегуваш во нови негови преградки. Се соочуваш со поинакво свирење на ветерот низ моликовите стебла, нова сончевина низ облаците што го разоткриваат видикот кон височините, нови мелодии на птиците што растрчуваат низ стеблата, нови ритмични залети на веверичките, срните, елените, и се прашуваш: ова ли е планината во која сум заљубен? Па во неа секако да е мистериозно, иако се ми е блиско и дофатливо. Затоа и посакувам повторно да го забележам спектарот на боите што во широчина се протегаат во недоглед. Да го осетам пулсот на сите нејзини убавини, да ги погалам моликовите коси. Кога пеат моликите, плачат сите виолини што не може да ја достигнат нивната милозвучност. Кога пеат моликите, се притајуваат сите шаренолики цветови што ја губат својата убавина. Кога пеат моликите, оживуваат сите живописни планински предели и повикуваат на притаено наслушнување на се она што го сочинува животот на оваа планина. Со моликите, како да пеат сите што посакуваат мир и спокој, што го чувствуваат виорот и татнежот на планината, што ја поттикнуваат нејзината привлечност. Молика. Како ли убаво созвучие, како ли убав трепет и воздишка. Заради нејзините расплетени коси се доаѓа во преградките на планината. Заради неа се шири блесокот на убавината. А од каде дошла во овие краишта? Од каде ли нашла пристан на овие предели? И може ли да се разоткрие нејзината убавина и карактеристичност? Моликата или македонскиот бор, според англиската литература и италијанската литература, Pinus peuce, е бор кој што е откриен на планината Пелистер на 2 јули 1839 година од страна на германскиот научник Август Гризебах. Тоа е дрвенесто четирнарско растение, петигличест бор со хабитус пирамидален, во висина од 40 метра. Шишарките се до 15 сантиметри долги и малку завиени. Стеблото е кај младите единки е сиво кафејаво и мазно, додека кај постарите единки е со испукана кора и паѓаат одредени љушпи од нив. Иначе, овај бор покрај на Пелистер е распространет во Македонија, во Грција, Албанија,
Црна Гора, Србија и Косово и Бугарија. Во Македонија е распространет во трите национални паркови, значи во Галичица, во Маврово, исто така го има и на Јабланица, каде што бевне пред скоро месец дена и видовме дека е во полна форма на распространување, односно расширување на овој бор на таа планина. Интересно е дека академико Ханс Ем во флората на Македонија Мицевски го спомнува како податок некаде околу 1980 година поединечен примерок. Меѓутоа сега забележавме доста примероци кои што се шират, исто како што се шират и овде на Пелистер, на дебел рид, во цела литература, во бугарската флора, во македонската флора, во српската флора е на распространет на висина од 600 до 2000-2400 метри. Меѓутоа сега, минатата година кога бевме на Пелистер, веќе ќе стигна до границата на 2600 метра надморска висина. И практично се шири, бидејќи ова е терциерен реликт и му одговарат условите, бидејќи во терциерот климата била потопла, така да климатските промени му одговарат за ширење на овој вид. Интересно е да се спомни дека натурализирана шума од молика, антропогено пренесена, има во источна Финска, каде што веќе сама се обновува и се шири. И е констатирано дека издржува и температура од минус 43 степени Целзиусови. Имало многу трагачи по природни реткости и убавини. Тие не жалеле време, ниту замор. Патувале. Да ги откријат, регистрираат и забележат. Да им ги покажат на сите оние што треба да ги сакаат, но и заштитат. Моликата ја открил германскиот ботаничар Август Гризебах на своето патување во 1839 година, кога заедно со Никола Стерио од Трново дошол на Пелистер и тоа во алпскиот дел го собрал холотипот, кој што прво го одредил како Пинус цембра, а потоа во публикацијата во 1844 година го објавува како нов вид за науката Пинус пеуце и со тоа се прославил практично во науката. Во исто време на балканскиот простор експедиција прави и Ане Боа од Франција. Меѓутоа, тој собрал материјал, али погрешно ги детерминирал и практично не се прославил со неговите откритија. Имавме прилика пред неколку години да одиме во Гетинген, каде што Гризебах беше прво универзитетски доцент по ботаника, потоа професор на медицински факултет и на крајот директор на ботаничката градина и институт сега, кај што се чува неговиот хербариум од собрано од таа експедиција на Балканскиот полуостров, односно Румелија во тоа време, значи турскиот дел на Балканскиот полуостров и Азија, Битинија, практично дел до Бурса. Во музеот оригиналниот хербариум се чува и таму имавме прилика да го видиме холотипот
на моликата собра во 1839 година од Гризебах во Алпскиот дел. Интересно е дека Гризебах спомнува дека во тоа време моликата била на Пелистер распространета на висина од 760 до 1800 метра надморска висина. Меѓутоа, како што реков претходно, сега надморската висина е веќе до 2600 метра искачена моликата. Според тоа, оваа година се навршуваат 175 години од легитимирањето, односно собирањето на холотипот на моликата и 170 години од објавувањето на моликата како нов вид. А исто така, на 14 март 1814 година во Хановер е роден Август Гризебах. Значи, ова година се слави 200 години од неговото раѓање и 135 години од неговата смрт, 1879 година на 9 мај. Интересот за моликата во научната јавност е доста голем, особено е присутен на голем број на симпозиуми и меѓународни конгреси. Еден таков конгрес, односно симпозиум, беше одржан 1969 година во чест на 130 години од легитимирањето, односно откривањето на моликата на Пелистер од страна на Гризебах. Во тоа време беше тој симпозиум во детското летовалиште одржан. Мене ми беше прв симпозиум во животот. Инаку, исто така во домот на Бегова чешма и разгледување на делови од околината на Битола и посета на Охрид. Интересно е да се спомене дека на тој симпозиум присуствуваа околу 200 учесници, меѓу нив имаше учесници од странство, значи од бившите југословенски републики, од Србија, од Босна и Херцеговина, од Хрватска, од Словенија. Тука беше академико Ернест Мајер, Милорад Јанковиќ, професорот Милорад Јанковиќ, Фукарек од Сараево. Потоа имаше од Турција, од Грција, Бугарија, Франција, и од Франција беше Анри Госен, кој што заедно со Друштвото за наука и уметност, чиј председател тогаш беше примарш доктор Димитар Котевски, го прогласија за прв почесен член на Друштвото за наука и е издадена посебна едиција за тој настан. Многумина ја осознале таа убавина и карактеристика на моликата. Ја сплетиле со останатите убавини што се наоѓале околу неа. Камените реки, бистрите води, езерските синила, флората и фауната, и сето тоа го заштитиле со закони прописи за нови влюбеници, за стотици генерации. Националниот парк Пелистер е формиран како национален парк во 1948 година на 30 ноември со одлука на тогашното собрание на Република Македонија. Тој е еден од најстарите паркови, односно најстар парк во поранешна Југославија и е прогласен за национален парк пред се заради неколку своји специфични карактеристики. Тоа е прекрасната молика или Pinus peuce Гризебах, видот кој што Гризебах го открил
пред 175 години токму на овој простор. Потоа е атрактивен и по своите камени реки, кои се долги по 4 км на различни страни од планината, по своите планински езера, големото и мало езеро, и по околу 15 ендемични видови кои што растат, виреат на самата планина. Националниот парк Пелистер е јавна установа која што денес се управува од страна на дирекцијата која е формирана уште времето на основањето на паркот, која што работи под законски основи и директиви на Министерството за животна средина, просторно планирање, Министерството за шумарство и Министерството за информатичко општество, односно јавна администрација. Со своето секојдневно работење, Националниот парк врши мониторинг и заштита на видовите, растителни и животински, се грижи за атрактивните туристички и други простори кои што постојат во самата планина и се обидува тој дел врзан за туризмот да го подобри со текот на времето, инвестирајќи во оној дел колку што може, затоа што работи со самофинансирање, односно не добива буџетски средства. Кога ветерот ги расплетува моликовите коси, мелодичност се шири низ сите нејзини пространства. На моменти молк, а потоа силно крешчендо што одзвонува како звукот на илјадници тапани што одекнуваат меѓу нив. Кога пак дождовните капки притајно се надвиснуваат над моликовите коси, како да ги галат со шепотот кој подоцна со снежните кристали ги отсликува со бело-зелена боја. На истиот, треперливо им завидуваат и звездите кои, чиниш, сакаат да се спуштат над нив, за поблиску да ја почувствуваат таа убавина која со спектарот на виножитото мистериозно се вткајува во просторот, кој не може да го наслика ниту најдаровитиот уметник. Тогаш човекот и природата се спојуваат во целина што се вгнездува во царството на планината. Оттука се наметнува и потребата за чување и негување на сета оваа природна и раскошна убавина, за црпење здравје и сила од неа, за зачестена посета и престој во сите нејзини објекти и предели, но и за совесно чување и негување на она што значи живот. Повикот за преплетување на здравјето и убавината низ неа треба да има заедничко врамување на пределите со намоликата и човековиот пристан во нив. Битола е еден од ретките градови во светот што има привилегија да биде во подножието на една фасцинантна планина, која што е висока 2600 метри надморска височина и овозможува неверојатни предиспозиции за спортување, за планинарење, за планински велосипедизам и за многу други видови на спортски активности кои што се од исклучителна важност за превенцијата на кардиоваскуларните заболувања. Од таа причина сметам дека општината и градот и сите релевантни субјекти во Битола, меѓутоа и пошироко, треба да направиме заеднички напори да ја зачуваме планината, да ја промовираме планината и да ја направиме полесно достапна до секој граѓанин. Меѓутоа не секој граѓанин само на Битола, туку секој граѓанин на Македонија и пошироко. Ке прекинат ли некогаш да се конкурираат во својата убавина моликата и невестите? Ке исчезнат ли воздишките по нивната мистичност и треперливост? Ке се влюбат ли двете една во друга за да ја возвиша драгоценоста на убавината на просторот и времето? Ке посакаме ли
двете да ги прегрнеме во заедничка преградка, што ќе ни зрачи и снежи за секогаш. Ке може ли? Ке може ли за секогаш да се соединат човекот и природата? Може ли во рајот да биде поубаво тоа? Say